Иако власта го започна процесот на уставни измени, се уште нема убедливи изгледи дека процесот ќе го заврши успешно. Неголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН е со непроменет став дека овој парламентарен состав нема мандат за уставни измени и поради тоа тие нема да се случат. Повторно стигна потврда од потпредседателот на партијата Александар Николовски. Тој во интервју за неделникот Фокус додава дека и самата процедура која ја турка власта е спротивна на закон и устав. Прво се формира уставно мнозинство, двотретинско мнозинство во собранието, кое што треба да изгласа потреба за уставни измени. Потоа се формира уставна комисија во рамки на собранието, кое што утврдува предлог текст. Тој предлог текст се враќа назад во собранието и се усвојува со 61 глас, па повторно оди во уставната комисија, која е задолжена да спроведе јавна дебата. Финалниот текст го враќа на финално усвојување во собранието, за кое исто така е потребно двотретинско мнозинство. Николовски смета дека со вадењето на процесот од институциите и пропишаните процедури, власта покажува оти нема честни намери и дека се обидува да го манипулира целиот процес за уставни измени. За најавите на Артан Груби и Стефан Богоев, оти во ВМРО ДПМН е имало пратеници кои ќе гласаат за уставни измени. Николовски тврди дека помеѓу нивните редови нема ниту еден кој што е подготвен да гласа под бугарски диктат. Се работи за истата композиција на лажни вести од несериозни ликови. Доколку власта имаше уставно мнозинство, ќе ги поднесеше уставните измени во собранието и истите ќе се изгласаа. Го прифатија бугарскиот диктат минатиот јули, сега сме април. Поминете се 9 месеци и може 900 пати да ги донесат уставните измени. Имајќи предвид дека немаат мнозинство, затоа не ги праќаат во собранието. За сега власта ги представува уставните измени со слоганот «За или против Европската унија». Реторика која може да предизвика нови поделби помеѓу граѓаните и политичките идеи, во моменти кога за истите им фали крупно парламентарно мнозинство. Во работната група формирана од Министерството за правда има 13 членови, но ниту еден од нив не е од опозицијата која одбива да учествува. Но и покрај тоа, Правда очекува списокот на учесници во работната група да се прошири. Групата за прв пат треба да се состане и да почне со работа од идната недела. Задача која веројатно нема да им оди лесно, имајќи во предвид дека од опозицијската ВМРО ДПМН најави одговорност за секој еден кој ќе земе хонорар од народот, а ништо нема да сработи, затоа што обидите за уставни измени ќе пропаднат.